Во нашата програма, почитувани, ќе најдете многу проекти. Имаме 2046 на број. Голем дел од нив се однесуваат на третата изборна единица, на источниот дел на Македонија. Со нашата програма сегашна и со нашиот отчет за тоа што сме го направиле, покажавме дека оваа влада е првата влада која што не ја заборава Источна Македонија, која што се грижи Источна Македонија да оди напред, да се унапредува животот, да се гради инфраструктурата. Во нашата програма има проекти за изградба на автопатишта, но посебно ми е драго што оваа влада го започна и ќе го изгради автопатот кон Источна Македонија, од Скопје преку Свети Николе за Штип, потоа експресен пат до Кочани и експресен пат до Радовиш и комплетна реконструкција од Кочани преку Македонска Каменица до Делчево. Тоа е грижата за нашите граѓани, тоа е овозможување на подобри услови за функционирање. Во нашата програма има и други проекти од други области, како што се во делот на образованието, проектот за набавка на 300.000 таблет компјутери за секој еден ученик во основно и во средно образование да добие таблет компјутер со тастатура, за нашите ученици да бидат целосно во тек со современите информатички технологии. Во здравството имаме 79 проекти, меѓу кои два најкапитални: проектот за изградба на клиничката болница во Штип и проектот за изградба на клиничкиот центар во Скопје. Во делот на земјоделието имаме многу проекти, но најважна е поддршката што оваа влада ја дава за земјоделците, субвенциите. Само во Свети Николе, само во оваа подрачна единица на Министерството, во периодот од 2006 до денеска се исплатени 20 милиони евра субвенции за македонските земјоделци. Тоа е 4 пати повеќе од вкупниот износ што СДСМ го дал за цела Македонија во својата историја. Тоа е голема разлика. Има разлика, ќе се согласите. Почитувани граѓани, вие покажавте дека барате претседател кој ќе го помогне развојот. Претседател кој ќе биде активен, како дома, така и надвор. Вие покажавте дека граѓаните бараат таков претседател, дека на државата и треба таков претседател. Затоа што Македонија ни е пред се, затоа што државата ни е пред се. Почитувани граѓани, во недела на 27 април, вие одлучувате каква Македонија ќе имаме. Вашиот глас одлучува каква земја ќе оставиме за нашите потомци. Вашиот глас зависи како ќе функционира нашата држава, нашите институции. Од вашиот глас зависи и днината на Македонија. Почитувани граѓани, вие го знаете нашиот тим. Знаете што направивме и знаете дека сте на сигурно. Знаете дека не даваме лажни ветувања. Знаете дека сме луѓе од збор, луѓе кои го исполнуваат ветеното и за себе оставаат дела. Македонија оди по патот на напредокот. Македонија се гради. Тоа е нашиот заеднички успех, успехот на Македонија. Затоа секој глас е важен. Секој глас, дали станува збор за маж, за жена, за стари, за млади, за земјоделци или работници. Секој глас е важен на 27 април. Вашиот глас е да продолжат реформите, да продолжат привлекувањето на нови и нови инвестиции, да се продолжи со градење на нови фабрики и отварање на нови работни места, да продолжат да се градат автопатишта и улици, да се гради сето она што е потребно за достоинствен живот на граѓаните на Република Македонија. Ние повторно излегуваме максимално сериозно. Повторно излегуваме со програма со 2046 проекти кои се однесуваат на сите граѓани, не само во Куманово, туку во цела Македонија. Меѓутоа, еве, конкретно за Куманово, нудиме изградба на центри за палијативна грижа на стари лица што во моментов постојат единствено во Скопје и Битола, а ќе ги направиме и во други градови, вклучително и во Куманово.
ќе ги унапредиме условите за реализација на културните активности на градот, затоа што Куманово е најголемата општина и тоа место го заслужува во Македонија. Ќе извршиме реконструкција на далноводот, со што ќе се зголеми стабилноста на електроенергетскиот систем, еден од најголемите проблеми за Куманово и Кумановско. Во делот на термоминералните води и рекреативниот туризам, планираме да дадеме под концесија неколку од постоечките локации, меѓу кои една е и во Куманово, и ќе предвидиме изградба на модерни туристички комплекси. Предвидуваме инвестициски зафати за проширување и реконструкција на постојната мрежа за наводнување, нешто што многу ги мачи земјоделците. Рехабилитација на малиот систем Шуплји Камен Зубовце, рехабилитација на малиот систем Довезенце, Јачинце, Клечовце, проекти за локална патна инфраструктура и инвестиции во водоснабдителни и канализацијски системи, реконструкција на локалниот пат Клечовце-Зебрењак, проекти за зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните делови на општина Куманово, инвестиција и означување на природните знаменитости, поддршка за инвестициите и изградба на мали винарски визби. Ќе ја рехабилитираме автопатската делница Куманово-Миладиновце со поставување на нови банкини и заштитници, нова современа хоризонтална и вертикална сигнализација. Со тоа пред се ќе се овозможи поголема безбедност во патувањата, но и скратување на времето за патување и намалување на трошоците за одржување на вашите возила кои секојдневно ги користите. Ќе изградиме фекална канализација за неколку улици, ќе отвориме народни кујни за најранливите и најсиромашните, ќе ги санираме училиштата, ќе отвориме дисперзирани паралелки на спортската академија во повеќе општини, вклучително во Куманово, ако успееме да го убедиме градоначалникот кој жестоко се противи на секоја идеја што е во интерес на Куманово. Ќе изградиме и спортска сала во училиштето Перо Наков. И да не редам понатаму, има уште многу проекти и ова е само еден дел од она што планираме да го сториме за Куманово. Уште 4 дена ќе слушаме се и сешто. Ќе слушаме лаги, манипулации, интриги, монтажи, клевети, навреди. Ќе ги издржиме. Сме ги слушали и во минатото. Тоа им останало. Немаат со што друго да се надпреваруваат со нас. Не можат со проекти, не можат со дела, не можат со реформи, не можат со мерки, не можат со економија, не можат со образование, не можат со здравство, не можат со земјоделие, не можат со работа. Нека тераат со тоа што можат, со клевети, со маврезации, со монтажи, со манипулации. Ние ќе продолжиме по правиот пат, по патот на создавање дела, по патот на решавање на проблемите на граѓаните, по патот на создавање поквалитетен живот за граѓаните на Македонија. Драги пријатели, во тој дух, дозволете на почетокот да спомнам една значајна работа. Вие знаете дека во последните 3 недели 6 странски компании објавија влез во Македонија. Донесоа одлуки и објавија влез. Денес уште 2 компании објавија нови работни места. Една украинска, која објави дека ќе отвори директни 150 нови работни места во близина на Скопје, плюс 50 индиректни, значи вкупно 200. И една македонска, која објави 400 нови работни места за луѓе од IT бизнисот, софтверите и се друго што е поврзано со информатичка технологија. Драги пријатели, во една прилика јавно го повикав Заев, укажувајќи му дека штом постојано говори дека тој ќе победи на изборите и дека ќе биде идниот премиер, логично е веднаш да си поднесе оставка на функцијата градоначалник на Струмица
и со тоа на вистина да ја покаже својата самоувереност и дека верува во тоа што го говори. Човекот си одмолчи. Тишина. Ништо не ми одговори. Сега ќе ви кажам една друга работа. Тој во недела нешто ќе изгуби вака низ Македонија. Ќе изгуби во Струмица. И сакам да го прашам јавно. Ако тој изгуби во Струмица, во неговата Струмица, на 27. Дали е подготвен уште вечерта да поднесе оставка на функцијата градоначелник во моментот кога граѓаните јавно ќе гласаат во мнозинство за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија во општина Струмица? Ајде да видиме дали сега ќе слушне. Драги пријатели, со новата програма се предвидува во овие 4 години да има силна и интензивна градба на пругата кон Бугарија, која што веќе започна да се гради. Се започна да се гради првата фаза на пругата од Куманово до Белјаковце во должина од 30 км, со изградба и на 3 нови железнички станици и изградба на 6 стојалишта и инвестицијска вредност од околу 40 милиони евра. Втората фаза, која што е веќе во длабока подготовка, е изградба на нова пруга и реконструкција на постојната пруга од Белјаковце до Крива Паланка со доградување на 33 постојни мостови, изградба на 11 нови мостови, 14 тунели, градба на нова пруга во должина од 34 км, 2 нови железнички станици на оваа делница и 3 стојалишта во Псача, Шопско, Рудари и Криватица. Инвестицијската вредност на оваа втора фаза е 150 милиони евра и таа ќе почне да се гради крајот на 15-та и почетокот на 16-та. Третата фаза е она меѓу Крива Паланка и самата граница кај местото Деве Баје, за која што исто така ги започнуваме подготовките и веќе од Европа добивме грант за изработка на студијата и проектот. Покрај ова, во програмата е предвидено изградба на експресен пат со 4 ленти, со можност во иднина кога ќе има потреба да се зголеми за уште по една од двете страни, на патот помеѓу Куманово и бугарската граница, на делницата меѓу Ранковце и Крива Паланка, во должина од 22 километри. Инвестицијата се проценува на над 60 милиони евра и оваа инвестиција ќе започне во овој мандат сега што ќе дојде по овие избори на 27 април. Има и други проекти, затоа велам, невозможно е да се кажат сите 2046 проекти од оваа програма. Јас и од ова место и оваа вечер ќе испратам апел до сите оние кои не гласаа на 13 од било која причина, до сите оние кои гласаа за некоја помала партија, но и до гласачите на СДСМ. СДСМ отиде што отиде на овие избори и ова раководство. Дајте да ги обединиме силите, да обединиме енергијата. Помогнете сите, за да ви помогнеме и ние со овие 2046 проекти. Вклучете се во победничкиот тим. ВМРО победува. Народот го кажа своето мислење. Коалицијата за подобра Македонија победува. Дајте ни дополнителна сила и енергија таа победа да биде доволно силна, да не може никој да не кочи, да не може никој да не усвоува, да не може никој да ги запира овие проекти. Проекти кои се за сите граѓани на Македонија. Дајте сите заедно победнички да прославиме во недела на 27 за двојна победа. Победа на Ѓорѓе Иванов со над 500.000 гласеви и победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија со над 62 пратеника во парламентот на Република Македонија. Од темнина до светлина, од сонците до насмевка, од зборовите до делата, има разлика. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено, нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.